Добар ден. Пред нас е уште едно ново издание на вашиот омилен автомобилски серијал. Денеска, како и претходните изданија, ви ги приближуваме светските трендови на четирите тркала. Ќе обврнеме внимание на последните истражувања кои уште по-жестоко ги напаѓаат дизелите. Со зголемувањето на електричните возила мора да се зголемува и бројот на полначите, а од домашните теми го издвојуваме поскапувањето на паркирањето во општина Центар, за што го поканивме првиот човек на предпријатието паркинзи на општина Центар, господин Кичевски. Ова беше доволен вовед и започнуваме со флеш вестите. Според резултатите од гласањето на жирито за избор на северноамерикански автомобил на годината, носител на ласкавото признание е 8-та генерација на Корвет. Изборот на 50 на професионални автомобилски новинари од Соединетите Американски држави и Канада не треба да изненадува, бидејќи спортистот на Шевроле во минатото веќе ја има освоено титулата 2 пати. Во соопштението за јавност на жирито поени не се спомнуваат, туку само дека во финалето учествувале уште и Hyundai и Sonata и Toyota Supra. За теренец на годината е избран големиот Kia Telluride, додека титулата северноамерикански пикап на годината ја освои Jeep Gladiator. Откако едва се спаси од пропаст пред неколку години кога беше обвинет за лажирање на потрошувачката на гориво кај некои модели за домашниот пазар, Mitsubishi сега повторно се соочува со сериозни проблеми. Имено германското обвинителство покрена истрага за манипулирањето со емисиите во издувни гасови во возилата на овој јапонски производител. Опфатени се 1,6 и 2,2 литарските Euro 5 и Euro 6 дизели од 2012-та наваму, кои наводно имале недозволен уред со кои тие при тестирањата покажуваат помали количини на штетните азотни оксиди. Со цел собирање докази заедно со криминалната полиција направена е рација на 10 локации, меѓу кои истражувачкиот и развоен центар на марката. Опфатени се и високи службеници на германскиот дистрибутер на Mitsubishi, како и 2 компании кои испорачувале компоненти. За сериозноста на постапката кажува и тоа што сите собственици на посочените возила се повикани да ја контактираат полицијата како сведоци, но и за да поднесат кривична пријава против Mitsubishi доколку тоа го сакаат. Според германското обвинителство, во овој момент не може да се предвиди колку ќе трае истрагата или пак колкави казни може да се очекуваат. Mitsubishi од проблемите во 2016 година се извлече припојувајќи се кон алијансата Renault-Nissan, но таа сега си има своји маки и тешко дека ќе може да му помогне. Проблеми со издувните гасови Ново Холандија има и Сузуки. Јапонскиот производител потврди дека од властите на оваа земја примил 107 страници документација за извршени тестирања на дизел верзиите на Vitara и S-Cross од 2017 година, кои повеќе не се произведуваат. Според наводите, овие возила во повеќе наврати покажале нерегуларности во поглед на емисиите, а додека Сузуки го подготвува одговорот, се појави неофицијална вест дека исто заради издувните гасови само година и пол по лансирањето од европскиот пазар ќе биде повлечен Jimny. Кога се појави, тој веднаш одушеви голем број купувачи кои покрај релативно високата цена застанаа во ред за него и чекаа на испорака со месеци. Но сега наводно неговите емисии на јаглерод диоксид го оптоварувале целокупното салдо на марката, која заради тоа треба да плаќа високи пенави. Постои можност овој симпатичен мал теренец да се трансформира во доставно возило со N1 хомологација, бидејќи тие не влегуваат во математиката за просечните емисии. За судбината на Jimny сепак треба да се почека некакво официјално соопштение од Сузуки.
После Daimler Geely фрли око и на Aston Martin. На прв поглед може да се помисли дека врската е AMG оделението на Мерцедес, кое на британскиот производител му испорачува V8 мотори, но не е така. Вниманието на кинеската група го привлече ниската цена на акциите на Aston Martin, кои во изминативе 12 месеци загубија 2/3 од својата вредност. А како на британците во моментот им се потребни дополнителни средства за успешно лансирање на DBX, тие станаа во потрага за потенцијални инвеститори. Според првичните информации, веќе имаат остварено контакти со Гили, чие раководство изразило заинтересираност за купување на дел од акциите на британскиот производител. За сега не се споменуваат ниту суми, ниту проценти, но тие сигурно нема да бидат символични. Доколку преговорите бидат успешни, со оваа сделка ќе бидат задоволни и двете страни. Посебно Aston Martin, кој ќе си ја обезбеди иднината, веќе трасиране со новата насока со кросоверот DBX, кој има потенцијал да стане најпродаван модел на марката. За него досега се примени 1800 нарачки, што е околу 40% од планираното годишно производство. Да подсетиме, Гили во своето портфолио ги има Volvo, Polestar, Sync & Co, Lotus и лондонскиот такси и е најголем поединечен акционер во Daimler. Спремен си? Еј, не! Документите се уништени, а немам веќе време. Имам копии дома. Ќе ми дадеш својата кола да одам по нив? Океј. Спремни да го пробате Peugeot 308 со стайл ниво на опременост и 1,2 PureTech мотор со 110 конски сили. Сега во понуда за 15.990 евра. Quiz, query, try, spy, take cover, go for a swim, go on a whim, go outside in, and inside out. Look once, look twice. Follow a compass, not a clock. Never stop discovering. Комбинацијата бизнис и забава или спортска динамика и елеганција на луксус. Звучат неостварливо, но реално се. Кај Audi Q8. Го добивате со Porsche лизинг пакет, 36% учество, 3,6% каматна стапка и 3 години каско. Audi Q8 е еден. Porsche Македонија. Метрополис, број 1 радиомрежа. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Колку и да се удобни современите возила, после секое подолго патување голем број луѓе чувствуваат болки во грбот и рамењата. Тоа е заради позицијата на седење неопходна за безбедно возење, која не дозволува многу поместување на рацете и нозете. За да го спречат заморот, стручњаците на Jaguar Land Rover измислија нов тип на седишта кои симулираат движење на мускулите слични на оние при одење. Овие иновативни седишта се прилагодуваат на анатомијата на телото и во моментов се во фаза на првични тестирања. Дел се од проектот Destination Zero, со кој британскиот производител сака да го унапреди здравјето на своите купувачи. Доколку се покажат успешни, ќе бидат вградувани најпрво во поскапите модели на двете марки.
Автомобилската индустрија неумоливо гази напред. На светските патишта престојуваат, односно се сообраќаат повеќе од 2 милиарди возила, додека во Република Македонија проценката е некаде околу 800.000 моторни возила. Но најголемата концентрација на возилата се наоѓа во општината Центар. Па затоа оваа општина е со најголеми проблеми во сообраќајот, па и паркирањето во целата република. Затоа го поканивме господинот Кичевски, кој е прв човек на паркинзи на општина Центар. Срдечно добре дојде во Автомагазин и веднаш ќе почнеме со горливите проблеми. Неодамна цените на паркирањето во општина Центар се зголемија повеќекратно, а зборувајќи во проценти се разбира, а имаше и реакција од пазарџиите. Ве молам за ваш коментар и ваше согледување како ќе ги подобрат условите на паркирање по високите цени. Најпрво да се благодарам на поканата и на вашите гледачи. Значи, изминатиот период покачивме цените на паркирање и инвестиравме во самите паркиралишта. Покачувањето на цените е едната од мерките која што ја правиме, посебно веќе почнеме со зелен пазар, каде што највише се одрази проблемот на паркирањето, односно имавме протести кои што беа минатата недела. Да. Покачувањето на зелен пазар е исклучиво поради проблемот кој што го имаме со зелениот пазар. Таму имаме дотур на возила во текот на целиот ден. Се врши и злоупотреба на самите картички кои што им се издадени на пазарџиите. Мислам, тоа него ни крија ни самите пазарџи на последниот состанок, туку напротив кажуваат дека они не знаат како другачија да работат, односно не можеле, ако возилата не им се поставени на нашето паркиралиште, не можеле да функционираат, тоа е нивното оправдување. Што не е така, никаде во светот не е така, не можете дотур да вршите во текот на целиот ден и правите не само што правите проблем со зафаќање на едно паркинг место со не е ни едно, бидејќи со тие товарни возила кои што фаќаат по 3 по 4 паркинг места и воедно го реметите целото паркиралиште во однос на хигиената, бидејќи со ставање со дотур, со правењето на дотур во текот на целиот ден, вие постојано правите хигиената ја намалувате на самите паркиралишта, а тука сепак живеат луѓе. Значи зборуваме на голем број на жители кои што имаат тука, кои што се соочуваат и проблем со хигиена и проблем со немање на паркинг места. Една од доблестите на урбаното живење е толеранцијата, која треба да имаат граѓаните едни кон други. Дали ќе успеете да ги едуцирате пазарџиите, но и луѓето кои живеат таму во функција на нивното подобро живење и функционирање, се разбира. Збориме за 70 денари час, тоа беше главниот мотив на пазарџиите, дека немале доволно муштери и така натака. Мислам, проблеми кои што реално би требало да имат. Бројките говорат нешто друго. Значи, ние со новото покачување ги гледаме влезовите, односно оние кои што взимаат картички оваа година и бројот на влезови кои што го имале минатата година. Намалувањето е 10%, не е повеќе. Значи, целата злоупотреба што се прави таму е исклучиво од оние кои што имаат месечен билет, односно повластена паркинг карта. Јасно. Со картичките. За таа цел веќе е воспоставен системот со препознавање на регистарски таблички, тој функционира од пред некое време. По завршување на одлуката на Совет на општина, бидејќи во четврток имаме општина Центар има совет каде што ќе ги разгледува барањата и на пазарџиите и на оние кои што се жители, има две барања, две спротивставени страни, две барања имаме, како што ќе одлучат, така ќе постапиме. Ние ред на тоа паркиралиште ќе направиме. Не се сомневам дека ќе направите ред на тоа паркиралиште, но имате уште многу паркинг места кои бараат да се воведе ред. Во општина Центар се сконцентрирани повеќето државни институции, па нормално и дневната миграција и паркирањето на возила да биде најголемо. Но тука имаме и жители кои се директно засегнати со проблемот на паркирање. Има повеќе луѓе кои кружат околу своето мало за да најдат паркинг место во одредено време на денот. Како ќе го олесните животот на граѓаните со некои нови проекти? Дали планирате нешто ново? Добро, со градоначалникот разгледуваме можност за каде све може да направиме монтажни гаражи и во скоро време ќе излеземе со точни бројки и места каде тие ќе бидат поставени. Пред разговоров зборевме со вас и за други системи кои што може да се постава, дали тоа ќе биде карусел систем, дали ќе биде монтажна гаража.
ќе ги разгледаме и можностите се што е поефикасно и нормално. Цената е тука делот од целата како ќе се изведе паркиралиштето, меѓутоа ќе ги све што може да направиме во однос на места каде што може да поставиме такви системи за да го олесниме паркиралиштето. Еве за почеток е она која што ја зборуваме долго време веќе Орце Николов, каде што ја почнуваме. Тоа сакав и да ве прашам. Што со Орце Николов бидејќи се најавува повеќе од 9 месеци дека нешто ќе се случи на таа улица? Конечно, иако не е моја ингеренција, тоа е ингеренција на градоначалникот, бидејќи тоа е општината ќе реконструира цел Орце Николов. На Орце Николов се поставуваат монтажна гаража, која што ќе има околу 300 паркинг места, се точната бројка не знам на памет, и ќе се направи партерно уредување на Орце Николов, со што ќе се возможни велосипедски сообраќај, пешачки сообраќај и паркирање. Паркирањето ќе биде со џепови, таму каде што ја дозволува просторот. Значи нема да се отстранува дрва, нема да се отстранува ништо кое што е природно, односно зелениво, туку напротив, просторот како што дозволува, така ќе бидат поставени партерно уредени паркиралиштата на Орце Николов. Ќе биде успорен сообраќај ќе имаме на Орце Николов, бидејќи на секоја раскрсница каде што имаме во овој момент ќе има кружен тек. Со тоа ќе се успорува целосно сообраќајот на Орце Николов, значи збориме на многу кратки дестинации, повеќе кружни текови. Добре, но тоа овозможува и поголема проточност на сообраќајот. Да. Но ако се направат овие џепови, тогаш капацитетот на паркинг местата на улицата Орце Николов сигурно за 50% ќе се намали. Што правиме со граѓаните повторно? Значи, со нивните возила? Најповеќе бројот на места каде што ќе се намали е местото од почетокот на Орце Николов, односно не е тоа почеток, тоа е од кај бензинската пумпа што е на Мак Петрол до општината. Тоа е таму најповеќе ќе се намали бројот на возилата. И во тоа место, затоа е и монтажната гаража. Монтажната гаража ќе биде делумно, ќе се користат и жителите. А кај ќе биде лоцирана? Позади општина центар. А на самото Орце Николов ќе биде резидентен паркинг. Сега моментално Орце Николов се користи од сите. Уредувањето е такво на градски паркинг, каде што со SMS порака може да користите сите кои што и жителите и оние кои што доаѓаат да се завршат некоја работа. Значи, оние кои што ќе доаѓаат во Орце Николов, кои што не се жители на Дебермало, ќе се паркираат на монтажната гаража, односно планот е да се паркираат на монтажната гаража позади општина центар. Зголемувањето за 300 паркинг места, да речеме 100 дека ќе ги изгубиме од Орце Николов како улица која што ќе биде резидентна, значи зборуваме за 200 плюс паркинг места. 200 плюс паркинг места ќе ги олабави теретот на улиците кои што се во Дебермало. Планот е да се земе и просторот што е позади градежен факултет. Веќе и таму се разговара за да можеме да го преземеме и тој паркинг, со што ќе му возможиме повторно паркирање. Значи имаме две локации, едната е кај Апче, односно, ајде така ќе ја кажам народски за да може да разбереме. Значи тука имаме проблем со паркирањето. И имаме уште еден проблем, тоа е ке општина центар, односно кафеаните, каде што се близко до кафеаните. Добре. Значи близко до кафеаните ќе го решаваме со монтажната гаража што е веќе во процедура и ќе биде брзо завршено, а она што е ке Апче планираме тука каде што е ке градежен факултет. Не знам таму, бидејќи просторот и таму ќе видиме, можеби и подобро на решение кое што вие го говорите за паркингот со лифтови, карусел, карусел. Не сме размислувале, но тоа е добра идеја да се види нешто кое што ќе го реши проблемот. Но во општина центар имате и повеќе мала кои имаат горливи проблеми, например улицата Ленинова или Аминта Трети, кој како сака, има страшен проблем со паркирање од двете страни на Партизанска, па и Капиштец не е за пофалба. Повеќе во Буњаковец Ленинова има проблем, бидејќи од делот на Дебермало имаме улично паркирање, и има 2-3 локации каде што стварно имаме проблем со Ленинова и кои што пред се поради несовесни граѓани кои што оставаат на пешачки премин и влегуваат на Руска амбасада каде што е улицата. Да, тука, но и од другата страна. Така. Значи тука не можевме да влеземе до сега со пајак возило. Новото пајак возило ќе биде доставено до крајот, до 15 февруар ќе го имаме новото пајак возило кое што е со различен систем. Она е што е, значи напред се крева возилото и се влече. Што се однесува во Буњаковец, целиот Буњаковец е проблем. Значи не е само Ленинова, туку и резидентните улици. Имаме повеќе, таму е комплексен, бидејќи имаме голем број на
деловни субјекти кои што се во Бунјаковец и бројот на возилата кои што се паркираат во самиот Бунјаковец е огромен и многу повеќе од тоа што дозволува самата инфраструктура. И јас реално секаде го говорам, ова сум го зборил и во општина Центар и на совет и јавно сум го зборил дека Бунјаковец за мене е поголем проблем него Дебермало, поради тоа што нема простор каде може да се изведат дополнителни паркинг места, освен она што е кај универзална сала, односно паркингот што е во склоп на градски паркинг, а е до универзална сала. Да. Меѓутоа не можам да знам ништо. Тоа е многу далеку за секојдневно користење, ама за тоа ќе имаме шанси и понатаму да зборуваме. Велите дека граѓаните се жалат дека е скап паркингот, но секоја недела паркинзи на општина Центар санкционираат помеѓу 280 и 340 возачи со казни за непрописно паркирање. Како да ги едуцираме тие возачи? Во моментов имаме две кампањи кои што ги правиме напоредно. Едната е паркирај совесно, она кампања која што започнавме уште пред 2 години, која што е со видео анимации каде што покажуваме непрописно паркирање на возилата и како тоа влијае на сообраќајот. Значи, граѓаните мора да сватат, иначе наше е да ги едуцираме, а нивно е да сватат дека со непрописното паркирање вие правите проблем и на пешачкиот сообраќај, и на велосипедскиот сообраќај, а и на автомобилскиот сообраќај. Тоа е едната кампања која што ја правиме, а таа е надополнета со едуцирање на средношколците, која што започнува од 15 февруар, повторно, во сите средни школи, оние кои што се потенцијални нови возачи, имаат едукација на самите часови, каде што потоа имаат и награда, оние 20 најдобри ученици кои што ќе бидат, и дел се со слики со кои што ги прават и ги споделуваат на социјалните медиуми, дел се со оние кои што ќе имаат тестирање. Лани беше тестирањето во однос на паркирање, следната година нешто размислуваме различно. Тие ќе бидат проектирање на самите паркиралишта, значи да имаме начин како да ги едуцираме и да ги поттикнеме самите оние потенцијални нови возачи да се уклучат во сообраќајот и да знаат дека непрописното паркирање прави проблем на сите нас. И тоа е долгорочен процес. Тоа не е нешто кое што ќе стигнеме за година-две и ќе има резултат. Меѓутоа, континуирана едукација на најмладите возачи ќе доведе до подобрување на самите на сите. Господине Кичевски, јас на вас лично и на вашата екипа ви посакувам многу успех во имплементирањето на новите идеи. Се надевам дека ќе бидат успешни и со позитивен епилог. Затоа сме ние тука, ќе ги следиме. Ви благодарам многу за учеството во Автомагазин. Ви благодарам на поканата. А ние одиме понатаму. Со зголемувањето на бројот на електричните возила во светот и во Европа, полека, но сигурно ќе се намалуваат или укинуваат субвенциите. Тоа јасно го наговестуваат некои места за полнење на кои треба да се плати и до 16 евра за да се натанкаат батериите. Со вкупно 185.000 полначи во Европската Унија и проекцијата на продажба на електричните возила во следните години, оваа бројка треба да се дуплира, а со тоа ќе се сменат правилата на игра, односно ќе мора да се заборави на бесплатното полнење. 2020-та дефинитивно ќе биде година на електричните возила. Ќе започне продажбата на многу нови модели, со што практично само пар производители ќе останат без вакви автомобили во понудата. Бројот на купувачи до кои ќе стигнат сепак ќе биде скромен, но сите се согласуваат дека тој во блиската иднина ќе расте експоненцијално. Доказ за тоа е Норвешка, каде лани дури 42% од новите автомобили беа електрични, што е за 8 пати повеќе отколку во 2013-та. Затоа и се поставува прашањето дали инфраструктурата за полнење на батериите ќе го следи тоа темпо. Во Европската Унија во моментот постојат 185.000 јавни полначи кои се доволни за сегашната електрична флота, но проценките се дека во наредната деценија нивниот број треба да нарасне за 15 пати. За да се оствари тоа, ќе треба годишно да се вложуваат околу 2 милијарди евра. Во проценти изразено, тоа изнесува околу 3% од инвестициите што Европската Унија ги има во целата патна инфраструктура. Иако изгледа прифатливо, оваа сума тешко може да се одвои за оваа намена, бидејќи ќе треба на нешто да се скрати – патишта, тунели, мостови или друго.
а за тоа политичарите не се подготвени. Излезот се гледа во приватни инвестиции, односно развој на мрежи за полнење со кои би менаџирале одредени компании. Ваков тренд веќе постои, но последиците од тоа би биле зголемена цена на струјата. Во Германија, на пример, полнењето електричен автомобил знае да биде поскапо отколку точењето гориво. Таму на некои мрежи струјата за 100 километри чини повеќе од 16 евра. Исто така треба да се мисли и на помалку населените подрачја, каде искористеноста на полначите нема да биде висока, а со тоа и повратот на инвестицијата. Според студиите на Европската Унија, до крајот на деценијава на патиштата на стариот континент треба да се обраќаат 44 милиони електрични автомобили. Уште еден удар за дизелите, овој пат од влијателната британска невладина организација која своето истражување го насочи кон ДПФ филтрите. Имено, со регенерацијата која се случува во интервал помеѓу 250 и 500 километри, а истата трае 15 километри, се испушта енормна маса на штетни издувни гасови. Со согорувањето на собраниот гареж во филтрите се надминуваат ограничувањата на штетните честички дури и до 115% повеќе од дозволеното според Евро 6 нормата. Дизелите никако да излезат од мрачните сенки што ги следат. Најновиот удар врз нивната чистота доаѓа од британската невладена организација за транспорт и околина, чие мислење е многу почитувано во европските кругови. На мета овој пат беа цврстите честички, оние што не мачат и нас во Македонија. Имено пред нивните испитувања, сите современи дизели имаат сериозна системска грешка која придонесува да ја загадуваат околината дури и повеќе од старите возила со ваков мотор. Причината за тоа се гледа во ДПФ филтерот за цврсти честички, кој е задолжителен за да се задоволат еколошките норми. Сите возачи кои имаат возило со ваков уред знаат дека од време на време тој треба да помине низ така наречениот процес на регенерирање за да не дојде до негово загушување. Тоа се случува автоматски од прилика на секои 250 до 500 километри, најчесто при возење на отворен пат. Но не секогаш, бидејќи ако возилото за тој период не се изнесе надвор од град, тоа ќе се случи среде урбаниот метеж. Процесот трае и до 15 километри, за кое време од возилото излегува црн чад, со кој од филтерот се отстрануваат на собраните цврсти честички на нашки кажано чад. Токму во оваа активностите на Организацијата за транспорт и околина го лоцираат проблемот, тврдејќи дека сите насобрани штетни материи одеднаш и без контрола се испуштаат во атмосферата. Тие велат дека теоретски во тие моменти возилото емитува и до 1000 пати повеќе над дозволените норми. Своето уверување го подкрепија со испитување на двете најпродавени дизел возила на британскиот пазар, Nissan Qashqai и Vauxhall Astra, а резултатите од тоа важат за сите автомобили опремени со современ дизел мотор. А тие се навистина загрижувачки, бидејќи во низата тестирања двете возила го имаат надминато лимитот на Евро 6 нормите меѓу 32 и 115%. Еколошките активности дополнителниот проблем го лоцираат и во тест процедурите, во кои е предвидено дека ако регенерацијата на филтерот за цврсти честички се вклучи за време на испитувањето, тоа се смета за невалидно и се повторува. Британците наведуваат дека на патиштата низ Европската Унија се движат 45 милиони вакви дизел автомобили, кои годишно 1,3 милиарди пати ги прочистуваат своите филтри. Заради тоа повикуваат соодветните регулаторни тела да превземат иста акција за овој проблем за кој досега немало сознание. Според Светската здравствена организација, на цврсти честички се изложени 3/4 од жителите на европските градови. Без многу најави, Opel ја редизајнираше инсигнија која со своето изменето лице осамна на салонот на автомобилите во Брисел. Измените се во насока знаменосецот и понатаму со гордост да ја представува марката, сега со омекнати линии пред се на маската.
Централниот отвор за воздух под благо изменетите светла е поширок и опфатен со нови вертикални отвори и кружни светла за магла, со што и браникот доби ревидиран изглед. Мали измени има и назад, додека внатрешноста е со посвежи, помодерен изглед. Унапреден аудиозабавниот систем и додадената можност за бежично полнење на мобилен телефон, а од опременоста се споменуваат и новите LED пиксел светла со 168 елементи и задната камера. Мало изненадување е новата моторизација која потекнува од партнерскиот Peugeot. Основниот модел има трицилиндричен 1,4 литарски турбоагрегат со 145 конски сили, додека дизелот располага со 122 коњи. На располагање и 200 конскиот бензински мотор, додека најголема новост е GSI изведбата која во внатрешноста донесува спортски профилирани седишта, темни пластични елементи и алуминиумски педали. Нејзиниот дволитарски бензинец испорачува 230 конски сили и е спарен со новата 9-степена автоматика со погон на сите тркала. Од Opel велат дека новите мотори се во просек за 50 кг полесни и емитуваат за 18% помалку штетни материи. Цените не би требало многу да се менуваат. Планираните 30 на минути за Автомагазин завршуваат. Ви благодарам на вниманието и следната средба е за 7 дена на истото место и на истата фреквенција. До гледање.